Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Вие и вашето здравје. Изминатиот период пролетта ги покажа своите убавини, но со тоа донесе и драстични температурни разлики од попладневните часови до ноќниот период, што беше услов за појава на настинки. Исто така, опојните миризби од растенијата и поленот беа причина за појава на алергии кај многумина, а да не ги изоставиме и прошетките во природа и во растенијата, кои допринесоа до контакт со инсектите и нивни уводи. Сите овие појави се причина да го посетиме нашиот матичен лекар. Вечерва разговараме со доктор Ацо Трповски, специјалист по општа медицина. Добро вечер и добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер. Доктора, како што кажав, најчестите проблеми во ова пролетно време се респираторните, а статистиките покажуваат дека настинките се најчестите заболувања повеќе од сите останати болести. Да, се слушувам. Пролета носи убави денови, меѓутоа носи болести, не? Самата тоа што има голема раздвиженост, озеленија, нели, растенијата, цвеќиња се појавуваат, полен. Се тоа допринесува, нели, да влијае на здравјето на луѓето, не? Кај некој повеќе, кај некој помалку, не? Се јавуваат разни алергии на полен, на и сама да рече, нели, чим се јавуваат прошетки, луѓето се раздвижени, овие температури се ненормални за ова време. Допринесува да луѓето се разголуваат, излегуваат, повеќе се наотворено. Младите играат во трева, нели, која е разеленета, во која има се и кржи, нели, се дали од домашни миленици, дали од тоа што немавме јака зима, па немаше просто за да се убијат тие ларви на комарци, на крлежи и така дале. Така да се тоа допринесува да се јавуваат и болести на кај луѓето. Така. Деновиве бевме сведоци на температури во попладневните часови кои го надминува и 20 степен. Ниски температури во ноќните часови, тоа се причина за многу настинки или пријава што би рекла луѓето. Како почнуваат првите симптоми, како да знаеме дека станува збор за настинка и што да се, како да се постапи во вакви драстични температурни промени? И по нас гледаме дека сабале кога ќе тргнеш на работа, не знаеш како да се облачиш. Ладно е да одиш по кратки ракави, можеш да се облачиш подебелко. Меѓутоа кога се враќаш од работа, во таа гужва, во тој сообраќајен метеж, во тие нервози, нели? Да. Кога ќе дојдеш дома и малтене одиш директно на потуш. Така да сите температурни разлики допринесуваат да, нели, да страда организмот на човекот. Па вообичаено, како се јавува симптоми, обично настинка, утечен нос, шмрка, може да се јави лесна температура, оние што имаат, нели, алергичка реакција на полен, на зелено, на трева, осеќа дека ностоп нешто му смета во дишењето, тоа затоа што е алергичен, нели, алергијата си допринесува да се запушат, да се смали протокот низ носот, нели, не може да диши слободно, станува отечен, отокот ради таа алергичка реакција, нели, сето тоа допринесува да човекот диши на уста, дишењето на уста допринесува да се појави, нели, тлозелити, болести на, нели, горни респираторни патишта. Се ова, некој ќе речи, може и да се не занемри, него може да се избегне, меѓутоа, пошто се дружиме, нели, ние сме контактибилни, комуникативни особи, се дружиме со луѓе кои некој има болест, некој кивнал, некој се закашлал. Културата ни е таква како што ни е, нели? Да. И повеќе, во мојата ординација, вели, нигде не сум отишол, а сум се разболел. Значи, не можеш да отидеш па да се разболиш, можеш и болеста да ти дојде, нели, дома. Но колку не се внимава, особено на гардеробата во температурните колку сакаш да внимаваш, самото време, нели, допринесува да не знаеш како да така. На обликата на овие температурни разлики. Пошто стварно е
Ови топли денови, не знам, до сега немало такво. Обично необичаено. Да. И огромни се разликите, огромни разлики. Јас нели ми кажам на луѓето дека и железото нели трпи меѓутоа луѓето замисли колку треба да се јаки за да го издржат се до тоа. Така, колку е ова поволно или неповолно за човековиот организам? Па треба да помини некој период за адаптација, нели? Меѓутоа темпото на живот не може така брзо да се, нели, адаптира човекот. Тие пролет, лето, есен, зима мора да ги помине овој начин. Сега во зависност од тоа колку здраво се храни, здраво се облекува, здраво живее, нели? И нормално полесно ќе го помине овој период. Меѓутоа лошата исхрана, темпото на живот, нервозите, се тоа допринесува, нели? Многу фактори. Субјективни повеќе, меѓутоа условени од надворешните. И има повеќе надворешни, меѓутоа да не забораваме дека и нели треба нешто да се понеси, генски си носи човекот, нели? Така. Некојаш е поподложен на некојаш е некој појак, нели, зависи како му е наследството, нели, како наследил од родителите, нели? Да. Блокадата на носот и чувството на изнемоштеност кои настануваат поради оптовареноста на дишните патишта, кај многумина предизвикуваат главоболка и треска. Што советувате? Па во прво време, кога ќе се појава тоа, поише да пијат течности, лимон, да консумираат, нели, сокови од лимони, да се одмараат повеќе. Ако не може со овие зафати да се подобри сликата, нели, на човекот, треба да се земи некој лек, нели? Обично парацетамолот, за возрастни, сега ќе кажам за возрастни, им кажам ако нели човек почва да му тече носот, може да се инхалира, да седи под парја топла, добро да се облекува, соодветно да се облекува, тоа добро облекување е соодветно облекување. Ако ти речеме добро да се облекува, тоа не значи да се облекува со капот и со, меѓутоа соодветно на времето. На временските прилики. Сега малце повеќе се облекуваме, меѓутоа такво е времето и мораме да се прилагодиме на тоа. Така да чека едно 2-3 дена, нели? Ако се појави температурата и температурата за колку дена се очекува подобрување од настинката? Да ви кажам дека тоа што порано беше за 5 до 1 недела или 7 дена, веќе не важи. Значи, самите вируси, самите вирози кои се јавуваат, го менуваат и начинот, нели, на презистирање, па и се пролонгираат. Сега, што е? И тие се адаптираат на условите, и дорека ние се адаптираме на тоа, проаѓа подолго време, не можеме да чекаме, нестрпливи сме во последно време. Не може да чекам 3-4 дена да не одам на работа или да седам дома или да се со терапија, а ме чека работа. Така да се тоа допринесува да се пролонгира. Човек му тече, нели, носот или му е запушен, кашла, подкашлува. Сега знаете како е приватно, па не сме да отсутствува од работа, му закинуваат на редовност, на плата, на овона, и човекот дури со температури оди на работа. Меѓутоа не знае дека таму ќе контактира со луѓе, нели? Ости што ќе го загрози своето здравје, меѓутоа го загрозува здравјето на околината со која контактира. И врзен ланец и која ќе видиш од еден станале двајца, тројцата и така. Дали со преотовареноста од обврските може и да се случи пат на имунитетот? Па во секој случај. Стануваш рано, лапнуваш нешто на брзина, немаш време да седнеш кај човек да ручаш, да се одмориш. Немаш време, пошто, нели? Работата вика, не? Така да и со тоа се намалува имунитетот. А чим се намали имунитетот, онда многу полесно човекот настинува, па настинката доведува до уште поголем пад на имунитетот, па тоа како допринеси да се накалеми, нели, некоја бактеријска инфекција, па се ако тоа не го спречиме на време, тоа може и подоле слези да добиеме, нели, пошироки размери секако. И ќе мора да појде и ќе
Лекар, да. Точно, кај својот матичен лекар. Колкава е телесната температура кај настинката и кога е алармантна за да се делува? Па не мора да имаме температура. Значи, не секојаш настинки доаѓаат со температура. Може да е блага или да се покачи до 37-105, меѓутоа неколку дена да презистира, меѓутоа луѓето, знаете, чим нешто им е нелагодно, не дека имат висока температура, таа е така субфебрилна, до 38 степени температурата не е некоја загрижувачка. На крај крајва и на организмот му треба температура за да може да се бори со вирусот, нели? Тој така се бори, уствари, против вирусите и другите бактериски инфекции, со подигнување на температурата. Меѓутоа, ви велам, луѓето се нестрпливи, не може да чека 2-3 дена температурата има слушно дека тој мора да почне антибиотик, па уште ако му останало некој антибиотик од прошлиот пат што не го испил, па ќе почне сам да си зема на своја рака или лекови. Па кога ќе дојде кај матичниот, кога ќе му го даде истиот лек или не мора да му го даде, да речи вака така, нели 2-3 дена да се придржува према вие, да се облака топло, да пие чаеви, лимони, да го појача, нели, имунитетот, тој ќе рече, па тоа го поминав уште, ја почнав и да пијам антибиотик и тука настануваат тие сури со пациентите, нели? Да, тоа што се однесува до возрастните пациенти, по специфична категорија се децата и премените жени. Како да се превенира тука настинката и како може да се одрази од овие климатски промени? Јано здравство, нели, дава овие се имунизираат, нели, со вакцини. Обично се имунизираат оние луѓе кои возрастните, оние што имаат прележани некои потешки болести, нели? Бремените жени може ако имаат, нели, исто проблеми со одржување на бременост и ово, да не биде таа причина за, нели, несаканите последици. Младите деца кои исто така имаат повеќе шанса да, нели, да заболат на дишните пазишта или наследиле или добиле некоја ринитиси, нели, овие хронични што ги викаме. Така да тие ги вакцинираат. Не дека нема да заболат и вакцинираните, значи ако се вакцинираш не значи тоа дека нема да заболиш, меѓутоа клиничката слика ќе биде многу полесна. Така да дека не се мисли дека сега примив ја вакцина и можам, нели, значи се вакцинираат за определени вируси, така? Така. Меѓутоа вирусот мутира од генерација на генерација, обично добиваат од најновите, нели, мутирани овие вируси да заштита, меѓутоа никош не се знае. Вирусите се многу чудна сорта, стално си и тие си во стадиумот на оспособување и тие да можат да обстанат, морат да мутираат, нели? Така да стално треба да бидеме блиску до последната генерација. Така да, затоа велам, ако сега заболиш од настинка, после на недела или после месец дена повторно можеш да настиниш, меѓутоа веќе не делува оној лек кој претходно си го примал, затоа што вирусот си е веќе научен на таа, така му доаѓа како храна. И мислејќи дека ќе се излечиш, ти уствари го подхрануваш да се разболи повеќе. Така, за повозрастните, може би се уште не е лето да е толку голема топлината, меѓутоа ете дека има голема промена во температурата. Колку е фактор за инфаркти, мозочни удари? Тоа сега да кажам дека сем овие гонореспираторни болести кај повозрастната популација, мада таа генерација се менува стално, таа граница, но температурна разлика допринесува до иктуци, мозочни удари, нели? Значи, не е само температурата, него, реков, начинот на живот, стресните ситуации, темпото на живот, се тоа допринесува да е така, се тоа допринесува да се намали имунитетот, човекот не се одмара доволно, а му треба одмор, нели?
Така да Така, тоа е препорака за превенција кај повозрастната популација. Така им се крива притисокот. Сега ќе речи ништо не ме нервираше, не те нервираше, меѓутоа тоа се кумулира, се собира и чашата се преполнува од последната капка, нели? До тогаш може да се помни, а од последната истекува. Така да треба се чува, редовно да се оди на контроли, да се проверува крвниот притисок, нели? Така. Па и други параметри кои ќе дојде кај матичниот лекар, нели, им даваме совети како да се движат, што да прават, да се јават, им оставаме телефони, нели, ние сме достапни 24 часа, така да во секој момент може да ми се јави и да добие совет ако ништо друго, нели? Какви активности препорачувате на оние со висок крвен притисок и секако исхрана? Па начелно би требало од 10 до 5 да не излегуваат. Меѓутоа, ако стварно мора да оди или стварно да се движи негде, професионални обврски. Така да или по чадор или со шешир или добро, се уште не е лето, меѓутоа бевме сведоци на топли меѓутоа има да. Ултравиолетово зрачење исто, нели, влијае на здравјето на луѓето, има доста карциноми на кожа, нели? Затоа лесно облечен со кошула со ракави, што беше, например, смешно или чудно да гледаме во некои земји, нели, кај што има повеќе сонце, луѓето одат со, нели, со ракави и се чудиме како се облекувате, како не вие. Тоа е затоа што, нели, изложеноста од сонцето и ултравиолетовите зраци е намалена кога си, нели, облечен. Језда ќе ти види маце. Така, телото не е навикнато на изложеност на сонце, а примерно на зимскиот период кон има едно прашање, една дигресија тука, дали повеќе сме болни или што е работата? Медицината во последно време доста напреднала, апаратура доста се набави за рано откривање на разни болести, така да ние сме си ги имали тие болести, се среќавале во нашата средина, меѓутоа не сме имали шанса да ги откриеме на време и да се превенира. Сега имаме редовни прегледи, контролни и така дале. Со тоа се така се превенира и може да се превенира. Така. Многу рано да се открие доколку се појави или воопшто да не се нема дозволено да отиде во, нели, иноперабилно или фатално. Да се употребуваат сега заштитни креми во овој пролетен период? Заштитни креми да се употребуваат, меѓутоа треба и таа крема да се види од каде, да не е дали од фирма која има сертификат или така. Зашто сме сведоци на многу манипулации со такви лекови, креми и било што. Значи треба се гледа од кого и како се купува, не? Да, каква може да биде првата помош во домашни услови кога ги споменавме веќе ударите? Конкретно инфарктите, било каде, нели, без разлика дали се дома или надвор, па човекот треба да го смириме, пошто тоа е зачаран круг кај инфарктите. Значи, човекот кој има проблеми со срцето, треба да се смири, за да не се нервира, да не му е страв. Меѓутоа, што е зачаран круг. И срцето си куца, нели, со определен ритм. Меѓутоа, кога ќе откажи некоја артерија во срцето, нели, онда помалце се обскрбува и онда му треба на мускулот повеќе крв. А пошто нема таа запушена артерија, тогаш го фаќа страв, така иде таа болета, нели, страв, човекот си недостатува воздух, сака да поише се движи, а за поише движење му треба уште поише да работи срцето, така да тој циркулус вициозус се затвора кругот и таквите луѓе треба да ги седнати, нели, да го тешиме дека нема ништо, да се опушти, да мисли на добро. Ако имаме диазепамче во моментот, можеме да даваме диазепамче, да видиме што пие лекови, да повикаме брза помош. Нормално да го ставиме ако е надвор, во сенка, кај што ќе му види пријатно, или ако е падна доле или по скали, да го седнеме и да го
опуштиме со разговор да му кажеме дека не е ништо страшно, сега ќе викнеме брза помош кога се консултира. Така да тоа е првото што може човек без као прва помош. Да му даеме, нели, во случај на проблеми со стегање во градите и трнија, нели, кој што одат тие симптоми за ова. Емозичниот удар е малце по-специфичен. Тој ние ќе го видиме, човекот може да се жали дека го боли глава, дека има проблеми со главата, дека пијавчиња лево десно, меѓутоа не може ништо друго да му направиме, не знаеме што. Меѓутоа кога ќе му се искриви устата, нели, паѓа овој на устните овој ангулсот, овој нема набори на челото, ќе видиме дека му се фаќа мутане раката. Ништо, само викаме брза помош, нели, или ако можеме ние со кога го носиме на неврологија, нели, кај што ќе му се дае правовременна прва помош. Така, кога зборуваме за причините за посета на матичен лекар во пролетниот период, како вечерашна тема, ќе ги споменеме алергиите, како што кажа во најавата. Алергиската реакција како одговор на имуниот систем на организмот е често изразена на поленовиот прав. Покрај неговите основни функции, тој е еден од најзначајните биолошки извори на алергени. Таквите својства потекнуваат од хемиските соединенија кои се наоѓаат на површината и во внатрешноста на самото поленово зрно. Кои се првите симптоми и како да се ублажат веднаш за да не се прошири алергиската реакција? Па имаме неколку типа на алергиска реакција, нели? Сега ги зборуваме, ова е од одложен тип. Така да се појавува, меѓутоа не е така хитна и брза, затоа што знаеме дека анафилаксата е многу брз одговор на организмот, нели, кон тој алерген. Значи претходно, или не мора да е претходно, може и во тој момент да се деси, човек да, нели, реагира со анафилакса, тоа значи гушење, а чим не можеш да земеш воздух, нели, се гушиш и, нели, следи екзитус. Меѓутоа, ова е од одложен тип, овие ринити, тоа се од одложен тип, и сега со цедење на носот, веднаш ќе примети дека чешкање, печење во очи, и често имаме и, нели, очни конјуктивити, кои се исто така на алергиска основа, така да очните лекари се исто така преблокирани, затоа што има доста, нели, конјуктивити од алергиски тип. Течење, печење на нос, затнување на носот, може да се изфрла по телото, нели, кожни реакции да имаме. Тоа се огромни, како географска карта или уртикарија, нели, црвенило. И сето тоа не тера да го посетиме матичниот лекар, нели? Не му даваме соодветна терапија, затоа што човек во такво состојба не може да го пуштиш, нели? Ако се изфрла по телото, дали од алергија на полен, на треви, ке некого е полесно, ке некого е потешко, дали тој претходно имал, па му дошло му прешло во хроницитет, или сега прв му се јава, па кај нив некојаш може да биде и така појако изразена, дека таквите им даваме, нели, антихистамински препарати кои ќе го спречат, подолго време пијат, недела дена, нели, кортикотерапија по шема, така да ќе се смири. Меѓутоа тоа ни кажува дека следниот пат треба да биде спремен човекот дека може да настане побурна реакција. Така да веќе си знаат тие што се хронични, знаат тоа е и веќе си има спремен, нели, да си со себе носи се што е потребно за превенција. Кортиконелиза во нос спречиња и за дишење, нели, затоа што обично дишните патишта страдаат, нели? Отекуваат, така да се смалува простор за дишење, тие им свири, нели, градото вика доктор нешто почнав да свирам, нели? Уствари тоа е од тоа што се стеснува просторот за дишење на воздух, така да. Така, избегнувањето на поленот тешко е возможно, но можеби неколку совети можат да помогнат. Па знаете што? Обично таквите луѓе сами си се штитат, нели, кога веќе знаат, им кажа докторот, нели,
обично им кажуваме да не одат рецимо во парк или кај што има зелено, кај што масовно нели тоа во шума или нели на ливада, него да користат градски улици, нели? Така. Мада и од таа загаденост може да се јави, нели, некоја алергиска реакција, нели, на бензин и на тие работи. Така да се избегнува, нели, баш во овој период да излагаш на прошетки, а знаеш дека си склон, нели, на такви алергиски реакции. Така, во последно време има И да си носи стално спрече со него, така да. Си почесто има алергиски реакции на граѓаните, статистиките така покажуваат за разлика од минатото и на многу и невообичаени супстанции и растенија. Знаете што? Животот е многу брз, темпото на живење е многу брзо. Значи, се носат овошја и од југ, и од запад, и од север. И прв пат пробуваме некои, затоа велам, секојаш кога се пробува некое нешто, некоја храна, се зема малце за да види како ќе реагира човек. Иначе на оваа вообичаена храна наша овде што има, се јавуваат, меѓутоа поретко. Секојаш може да се појави, а тоа зависи од самиот организам, од генска предиспозиција, во моментот како е кондицијата на самиот организам, затоа што нели велиме, ти ослабел имунитетот, па докторе што ќе ми дадеш за имунитет, нели? Па им кажуваме што да го потхранат, нели? Здраво треба да се хранат, затоа што знаеме дека во таа трка за заработување луѓето не се гледаат за здравјето на луѓето. Вика, тоа е за продавање, а ова е за мене. Значи, што е разликата сега? Значи, има нешто за тебе, а ова за продавање може било што, не? Ама, тоа е со хемикали, пестициди, значи мора добро да ги испрска, затоа што напаѓаат, нели, овошките ги напаѓаат инсекти, па нема добар допринос. Приносот е слаб, ќе му реколтата ќе му нема да му испадне како што планирал и до следниот пат те земјата ги испрска со сите пестициди што постојат, така да преку тоа и ние, нели, се интоксицираме, нели, се заразуваме се. Да. Така да тоа носи животот, брз начин на живот, еве што носи. Кои се најчестите типови алергии освен поленот што го споменавме и еве пестицидите, нездравиот начин на исхрана? Може на се да добиеш алергија. Значи, може, еве, конкретно медикаментозна, нели, од пеницилинот што толку вика дека... Така, меѓутоа, да, почесто во секојдневниот живот. Сакам да кажам дека и после доста години може да добиеш алергија на некој производ што малце не си го ти бил драг и си јадел без тоа се зависи од моменталната состојба на организмот, од имунитетот во тој момент. Зависи со што бил прскан, дали има пестициди, дали нема, дали бил добро измиен, дали не. Така да. Така. Ќе ја споменеме исхраната во текот на емисијата и начинот како да правилно да се прави. Меѓутоа да појасниме за гледачите како да разликуваме алергија од настинка. Алергија од настинка. Ви кажам, значи алергијата самите луѓе уште кога ќе излези надвор или на отворено, а веќе има, нели, овие на полен, на трева, одма приметува дека носот му Да, тоа не е така во домашни услови. Тоа не е во домашни услови, е така. Да, дека или, е алергија, не е настинка. Чим се тргни од тоа место, престануваат симптомите. Значи печење на очи, зацрвенување на очи, течење од нос. Меѓутоа кога ќе го напушиш тоа место, кај што го нема тој алерген, веќе се смируваат симптомите. Значи за пола сат време веќе симптомите се. А настинката си е настинка. Таа мора да помине низ неколку фази, нели, и да се прележи, така да. Така. Во овие периоди од годината луѓето се најраздвижени во природа и
поголем дел од денот го минуваат воопшто на отворено, со што е зголемена и можноста да се дојде во контакт со инсектите. Иако повеќето не се опасни, нивниот убод секогаш предизвикува болка и кожна иритација. Некои можат да предизвикаат и тешки алергиски реакции или да пренесат и некоја болест. Зошто е важно да знаеме како да се справиме со убодите од инсектите? Прво треба да знаеме кој инсект не каснал. Нормално дека не може да не касне. Меѓутоа веројатно тоа се чувствува. Осам во домашни услови, нели? Сема кој има абсолютно, нели? Меѓутоа треба да се знае дали е оса, дали е штршлен. Тие поголемите инсекти нормално дека имаат и потоксичен отров и количински поголем, за разлика од нели комарците и другите некои инсекти што ги среќаваме во секојдневното, пајаци, нели во секојдневниот живот и ги имаме во домашни услови. Па прво ќе се појави на местото на убодот, ќе видиме дека има мала црвена, нели? Така, фурункул. токму и тоа беше моето прашање, што се случува со кожата после убодот од инсект. Обично се, нели, самиот инсект, нели, кога ќе те касни, на местото на убодот предизвикува јадеж, нели, сврбење и печење. И ти нормално во почетокот, нели, ќе се почешаш, меѓутоа тоа не престанува да се шири, се поголеми, се зависи од тоа, велам, колку нашиот имун систем реагира на тој токсин. Така да обично тие ставаме ладно, нели, да се намали иритацијата и дилатацијата на крвниот сак. Каков е третманот? Не, така, ладно ќе му ставиме, ако е некој од овие инсекти имаме онаа синопен маст против каснување, нели? Ако тоа се проширува или се појави и на други места, тоа е веќе алергиска реакција од поголем тип, онда пак одиме до доматичниот лекар, нели? Тоа е основен, нели? Основна скала степенит на тоа. Кој ќе проследи работа, па ќе види ако е нешто локално, ограничено, ќе му даде совет, ако не, онда добива антихистаминска терапија. Ако и тоа не помага, онда го испраќаме на кожно, на дерматолози, така да... Секако, убод. Доколку веднаш по убодот не се јави, дали постои можност за одложена реакција? Како мислите одложена? Одложена денска да те касни утре да се појави? На алергијата, да, веднаш да не се појави. Пак ќе кажам, зависи од врстата на отровот, дали е многу токсичен, средно токсичен, слабо токсичен, потоа од имунитетот на човекот, дали уопште е склон да прави такви алергиски реакции или локално ги санира самиот. Ако е убризган во крвен сад, многу е полошо него на кај што нема многу крвни садови. Значи, местото на локализација е многу лошо. Друго е да те касне пчела на нога, на рака, или да те касне во враткиот дел или во главата, така? Значи, зависи од местото на убодот. Исто опасни се овие крлежите, што нешто у задни време ги има повеќе него нормално. Сакав да ги споменам и нив, да. Тоа кога ќе те касне кажеш, аз си бил во село, нели? Обично ќе аз си бил во село. Сега тоа веќе го нема, пошто селата си селени во град. И крлежи има многу. Поготово овој период кога се множат, кога се котат, или што да кажам, а децата сакаат да си играат, нели? Да си играат во природата, на трева, нема да во ги касне парковите. во тој момент кога е таму, меѓутоа дома може да го касне, нели? Ти си влезе во топло и во никој случај не смееме ние крлежите сами да ги чепкаме и да ги вадиме, нели? Главата останала, репот го вадиме, не знам што, не знам како. Најдобро е да се појди на лекар. Да, црвенилото... А тој ќе кажи дали треба да се оди до хирург, зашто некојаш и, нели, треба да се отстрани таа главата, кај што е од кај што после се расева низ целиот организам. Значи да се зарива длабоко во телото и оди до крвниот сад. Така, црвенилото мислам, човекот е еден
еден преносник кај што се развива. Човекот го користи, крвежот го користи човекот за да се размножи, нели? Тој пие крв и се размножува преку крвта. Так. А топло му е, нели? Топло крвно животно на човекот, така да наредните 48 часа треба да се наблюдува црвенилото од крлежот и за колку време би требало да исчезне? Па ја мислам не за 48 часа, не мора да има толку. Не мора, не е правило. Зависи колку навлекол, колку токсин напел и кој го отстранил од кожата. Затоа што може тоа да се раши, да навлезе во крвен сад, па после да се, нели, дори со системска терапија со. Така, ги споменавте усите и пчелите. Важно е да се нагласи дека не треба да се употребува пинцета доколку се случи во домашни или надвор, во домашни услови или надвор, заради отровот во кожата. Реков, страшно затоа што е поголем инсект, тој има поголем отров. Сега оваа појава, се будат, нели, од зимскиот сон, излетуваат надвор, те има доста токсин собрано, така да тоа е одбрана уствари и тие го употребуваат само кога се бранат. Ние се браниме мислејќи дека ќе не каснат, па мафтаме со раци со нозе, инсектот се брани да не го убиеме или да наштетиме, така да. Меѓутоа, сега да кажам дека овој период кога се будат од зимскиот сон, тогаш имат доста јако овој. А и времето многу зависи. Лани, например, беа многу лоши овие оси пчели. Значи, дури и комарците, убото од комарец изгледаше као убото од оса, а убото од оса као од стршна. Така да беше еден праг повисоко од нормално, што знаеме. Алергијата на убот пчела може да се јави иако претходно при вакви убоди сме немале проблеми. Ова особено се однесува за малите деца. Ако по убодот се јават посериозни симптоми како гушење, вртоглавица, мачење и така натаму, станува збор за алергија и задолжително јавување кај здравствено установа обавезно. Дури некојаш се пресака кај матичниот лекар зашто нема време да се реагира, него директно се носи на ургентен центар. Така да таму, нели, му се пружа целосна лекарска медицинска помош. Медицинска помош. За оние кои што се алергични на оса и на пчела, што треба секогаш да носат со себе, бидејќи насекаде ги има во природата. А се почесто слушам за такви случаи во денешно време. Па треба антихистаминик да се носи, нели? Тие си носат дури оние специјални апликатори кои веднаш секогаш со себе антихистамини доколку ако веќе знаат, доколку веќе знаат дека се па и тие си алергични. носат, нели? Меѓутоа ако не знае, а тоа не може да се знае, затоа што реков, нели, тоа може и 5000 пати да е каснато тоа, да нема ништо, меѓутоа 5000 првиот пат не. Да, што веќе им е познато што да носат со себе. Али во секој случај се знае, да. Си носи тој таблети, нели, оние антихистаминици, дури игли, мислам, шприци оној специјални против алергија, така да. Така. Убодите од пајак не се сметаат за толку сериозни, освен ако не е од некој од тровните видови кои што црна удовица. Во природа. Тоа во домашни услови. Не знаете што? Не се сретнува. Од пајак, побично тие се животни кои бегаат. Те треба да нешто се направи за да те касне, нели? Да. Побично тие се. Сега зашто децата така реагираат? Затоа што нивната кожа, нивното ткиво е по-ровко, по-меко, по-кревко и затоа и отокот или местото на убодот црвенилото е поголемо. И ради тоа и се плашат, нели? Нели, тоа ностоп клюка, боцка, местото кај што е, нели, убодот, и чим видат црвенило и му нараснува, нели? Тоа поише се плаши од тоа отколку од самото каснување, нели? Ладно, прва помош при вакви каснувања нешто ладно да се стаи, затоа што во отровот што го носат пчелите и комарците и било кои инсекти има дилататор. Значи ги дилатираат, ги шират крвните садови.
од кој излегува, нели, од кој излегува крвта. И сега тоа црвенило и тоа нараснува, нели, под кожа и ние. Друго е кога ќе видите тоа и нешто ми билата и црвено ми. И тоа поише се паши од самиот визуелен ефект, отколку од болката. Так. Колку се изразени сите хронични заболувања со оваа промена на времето? Како влијае на нив? Па секојаш хроничните, секоја промена прво нив ги подсетува дека пазите, имајте си на ум. Рекоме самите временски прилики, пролет, лето, есен, зима, нели менување на тие годишни доба, кои сега се и тие испомешани, така да од зима директно одиме од чизми директно одиме на сандали, така да тие најпрво и најболно ги чувствуваат, нели? Па сега не знаат, прво ги фаќаше рецимо хроницитетот кога ќе се смени времето, а пошто дневно се менува по 10 пати, значи тие ностоп се нели погодени од таа работа. А не верувам дека има човек кој не е метеоропат. Значи обавезно тие кажуваат, нели ако си имала баба, нели дедо, одмах ти каже, ме вртат коските, ама тогаш се знаело на пролет, лето или есен, зима. А сега вртат коските континуирано, така рече. Вајде животот, нели, брзиот начин на живот, нели, слаба, нездравата исхрана, се тоа допринесува, нели, да се осетат тие болести, да се... Според вас, како се хранат македонските граѓани? Колку правилно и здраво? Пред да влеземе во Европа или пред вратата на Европа, како се храниме, така? Да. Па ја мислам дека македонската кујна е, ја мислам дека добра. Сите ни ја фалат, нели, кои ќе дојдат, па не им се оди, па добро јадат и слично и така дале. Меѓутоа, со ова, нели, мешање стандарди, сега можем да кажем дека и немањето време, нели, за да седнеш као човек да си јадиш, повеќе се на сува храна, повеќе се на сендвичи, а знаете како се прават сендвичите, сувата храна, пакувај, за да разни пијалци, газирани, негазирани, по шупи што се прават, по не знаеме кој кај прави, што прави. Се тоа концентрати некои, а тоа е нездраво, така да не знам колку здраво се храниме. Значи, и тоа здраво што беше, го искрививме, затоа што неправилно се храниме. Или, гледате, некој абсурд. Јадиш, се дебелеш. Држиш диета, се дебелеш. Значи, испаѓа дека ништо не функционира. Значи, нешто не е поред со начинот на исхрана. Сега да не кажувам дека порано како било, затоа што ќе мислите дека сум многу стар, кога ќе почнеме да зборуваме надале. Меѓутоа порано се знаеш. Мала компарација не е на одмер. Не така. Порано се знаеш, ја стално сум зборувал тоа. Го чекаме татко ми, нели, од работа, па да седнуваме, ручаме супа, па нели, некоја манџа скувана, па салати, па овоши и така дали. Дисциплинирани навики. А сега четворица, петорица сме дома. Секој јади кога ќе дојди. Секој пие што му се свиѓа. Според своите желби. Па сето тоа допринесува за нездрав начин на исхрана. Сега младиве, например, спие до 12 сат, кога ќе стане треба да руча, а не да доручкува, кога ќе треба да легне пред легнување во 12 сат јади, пошто тој не легнува во 12 сат, него тогаш излегува. И пред излегувањето јади, не знам што се пие по тие зачадени, нели, кафичи, така да
Дали постои правило кога е најдобро да се земе првиот утрински оброк и кога да биде вечерата? Се знае кога да се зема оброкот, затоа се вика оброк, затоа викаме добро утро, затоа што е утро, нели? Меѓутоа, ако станеш ти у 12 сат, како ќе ми кажеш? Така е. Некој вика добар ден. Викам некому добар ден, некому добро утро, зависи кој како станал, нели? Така да сите тие, нели, начин на живот, Европа сакаме да сме у тренд. Каква исхрана препорачувате да се конзумира? Здрава. Секако, што подразбира што подразбира? Дали здраво е јајцето што си го земал од село? Здраво е, така? Меѓутоа, со што ги рани тој кокошите? Со концентрат. Значи, не е здраво. Така има и, нели? Така да, тоа е тоа. Секако повекуваш и зеленчук, меѓутоа да знаеме како е одгледано. Да. Билките, чаеви претежно за насника, меѓутоа и како превенција, бидејќи граѓаните немаат навика како превенција да пијат чаеви. Балкан си е Балкан. Балкан нема такви манери. На Балкан се пие чај кога си болен, нели? И кога сакаш чај, не сум болен, не е за болен. Значи, така некако. Има доста растенија од кои можеме да правиме супер чаеви, добри чаеви, кои исто така, ако се пијат по долго време, влијаат на нашиот имунитет, на подобрување на имунитетот, на добра работа на организмот, меѓутоа, ви велам, немаме таква навика. Значи, не знам дали полесно ги навикнуваме по лошите работи, меѓутоа, треба секој излагање сабаре, нели, пред додиш на работа или на работа, да си доручуваш, тоа е ударен овој оброк. Највеќе треба да се внимава на ударниот оброк, зашто највеќе тука, нели, треба да се нахраниш до ручек. Ручекот може да биде обавезно супа, ја велам, обавезно супа, течно затоа што има многу болести кои се поврзани со работа на црева, на пробава и така дале, и од самото тоа што неправилно се сваруваат храната, дали се од движењето, пошто ние не само што не се храниме исправно, него и комплетниот живот не е исправен. Врзани сме со седење, станеш од кревет, одиш на работа, седиш. Дојдеш од работа, седиш, пак на маса да јадиш. После тоа седиш, пак да гледаш телевизија, пак со седење или со лежење. Така да многу малце посветуваме време на движењето, на активноста на самиот организам, нели? Сега малце поише да, место да седам 5 сати пред телевизор, можам да отидам, нели, да се прошетам. Место да седам пред компјутер, можам да исто да прочитам некоја книга или да се прошетам, така? Тоа веќе се физичката активност е секако неопходна. Работите кои веќе што знам. Добри билни, ама се менуваат во лоши, така да. Факт е граѓаните во последно време се интересираат за здравата исхрана, меѓутоа колку често ја наоѓаат е друго прашање, особено е поизразено и кај помладите генерации, меѓутоа алармантна е сликата на млади со вишок килограми, тоа е токму пред малку што го зборувавме, јадењето без дисциплина. Начинот на живот, самиот начин на живот допринесува да се после нездравата исхрана. Брзата фастфуд храна. Тоа го научиме, нели, од запад. Нема седнување со лажите, да се каже, нешто да лапнеш на брзина, затоа што немаш време. Јас дури стално со моите пациенти дискутирам, велам, од каде е таа нервоза? Значи, дојдеш нервозен, не можам да чекам. Кај брзаш? Па поготово пензионерите. Кај брзате? Па треба да го земам внукот, рецимо, од градинка, па треба да го несам кај овој, кај да му дам ова. Полекаве луѓе. Затоа што самото тоа брзањето ете што носи. Самото брзање носи ете. Така.
На интернет секогаш кружат магични рецепти за здрава исхрана и за диети. Секој што ми На рекол. што треба да се верува и дали треба да се верува? Тоа ќе оставам сами да се одлучите. Така. Меѓутоа, секој што ми рекол, диетите се измислени за пари. Постоја здрави начини на слабење. Нели? Е така. Једи мало, скиде само, така. Така да ваква диета, таква диета, ваква диета, нестана, слана, слана, безана, се тоа реков. Комерцијала. Така, во последно време и нутриционизмот е на некој начин се поизразен. Што мислите за тоа? Знаете што? Во оваа демократија секој си бара тоа што му одговара. Меѓутоа човекот е такво суштество што многу греши. Само греши. Тоа е ствари разликата. Животното пие и јади колку што му треба да јади и колку што му треба да пие. Кај човекот тоа го нема. Човекот поише јади, поише пие, се прави работи кои контра и од тоа. Така да треба малце да си ставиме прст, нели, на чело, Добра, така да. мислам, да, ова наука за исхраната, нутриционизмот Да. и секако е Да, постои, здрави меѓутоа тоа е и правилни е навики за живење, меѓутоа постојат и надрелекари науки кои што потреба. се со контрадикторност со медицинската наука. Како влијае познавањето на науката, степенот на култура и хигиената за превенција на многу болести кај македонските граѓани? Кое е вашето видување? Па ја мислам дека тоа го надминавме, нели? Пошто сегде има, сега се прават патишта, сегде става водовод, сегде се води некоја евиденција, нели, за здрав начин на живот, така да ги нема веќе оние нужници што ги вика па 50 метра од куќата, па 10 метра, па значи се е доканализирано. Ја мислам дека тоа е веќе за нас, така да Македонија има најздрава вода, мислам, и кога ќе видам дека некој купува вода во флаша, викам, ние имаме најчиста вода на Балкан, а гледај што правиме се. Сами си правиме да пиеме нешто фалширано, а не тоа е тоа. Колку е тоа правилно да се пие од... Ама со тоа сме нели у Европа. Не ја критикуваме Европа, меѓутоа не мораме лошите навики од да ги земеме. Пиењето на вода од чешма е задолжително во текот на денот за здравјето. Па најмалце 2 литра би требало, најмалце 2 литра. А ако вака настават температурите и повеќе ќе треба. Така, меѓутоа зборот ми беше да не биде флаширана, да биде нели она природна велам, вода, да. Имаме најчиста, најдобра вода, најздрава за пиење, меѓутоа ете. Преби испире газирани сокови него од чаша вода. Трендови. Мада газираното нема да ја згаси жетва, нели? Ама тоа е тоа. Така, споменавме малку околу брзиот начин на живење и стресот, меѓутоа да поразговараме поопширно колку е важна интеграцијата на целокупното ментално здравје во превенција на сите заболувања и особено на хроничните заболувања. Знаете што? Сега ќе ви кажам, значи, поред сите тие параметри за добивање на некоја болест, стресот е најголем фактор, бар во денешно време. А ние многу стресно живееме. Значи, се си по стрес. Тргнувајќи од сабале кога ќе станеш, го гледа сатот, и што не ми звона сатот? И одма нервозата е уште од кревет. После нервоза по пат. Нервоза во сообраќај, кога ќе дојдеш, рецимо сега конкретно за мене, пошто работам во амбуланта, ќе видиш, нели, пациент кој не знам кога станал и дошол на лекар. Значи, јас почнам од 7, а веќе гледам пациенти дојдени пред пола сат порано. Значи, све е тоа стресно, нели? Па добро бе човек, кога стана? Па што ќе правим дома? Значи, мислам, се стварат стресови такви
Така да, или еве, кој што реков порано, брза, пензионер брза. Кај брзаш? Тебе времето не ти е, нели? Јас ако морам да стигнам на време, меѓутоа начинот на живот, дали еве гледаме дека многу млади живеат од пензиите на своите родители, така? Така да и тоа е стрес, нели? И секоја ќе се накалеме, ја мислам дека стресот е основна поента во ова за болести, за добивање на болести. Така. Докторе, што мислите за овие понови, помодерни болести кои што не беа карактеристични за нашите простори, а веќе се зборуваше наголемо дека има случаи како што се нилската треска, свинскиот грип и така натаму? Јас сум активист на Црвен крст 35 години. Така да се среќаваме сега повремено, нели, гледам као активист луѓе кои дошле од Либија, од Сирија, од Афганистан, од овода. И затоа велам, начинот, брзиот начин, порано да дојдеш од, рецимо, од некоја африканска земја, довде требаше време. Значи, било што таму да се заболи човек и по пат да заболи, додека дојде овде, или ќе му помини, или ќе... Добро, сега интеракцијата е поголема. Меѓутоа, тој брз начин на живот, значи се качува за 6 сати доаѓа овде, или за 12 нека дојде. Значи, тој таму се заразил, за толку сати дошол овде. И ја пренел. И сега ни се чудиме, кај ова во нашава земја нема, не постои, не е верифицирана. А сега тој конект, нели, со авиони, авионски сообраќај, брз начин на комуникација, еве допринесува да се сеќаваме и со такви болести кои за ова подречје се... Тоа е тоа. Така. Зошто најчесто се проблематизира вакцинирањето кај децата во последно време? Што е причината? Па не знам да ти кажам, право, јас лично не знам зашто. Јас секој што ми рекол. Кој е вашиот став за вакцините? Обавезно да се примат. Значи, тоа не е група луѓе му текнало да ги вакцинираат. Значи, тоа постои од кога постои човекот, така? Дори тогаш почнал да се интересира, да се заштитува од некои болести. Сега се толку прочистени тие, така да нема... Сега нема да речем дека не може да не се појави. Ке се појави. Меѓутоа, мора претходно да имало нешто, самиот организам, само за тоа, нели, дали наследство, дали некоја болест која се пренесува од колено на колено или генерацијски, после 4-та генерација, после 3-та генерација. И сега баш не му се паднало да, затоа реков и преска, од последната капка истекува од ова. А до тогаш капкаме, така? И кај ова нема дно, нема крај. Значи нема гајле. Има гајле. Кога ќе се наполни последната капка, па претече ова, претече од последната. Така и ова. Значи, не без разлог се десило тоа. Значи имало некоја позадина. Иначе, ја мислам дека, зашто во осталом се вакцинираме? За да се заштитиме. Не мора да прележуваме сите истите симптоми на настинка од почеток до крај, него се вакцинира за полесно. Тоа не значи дека нема да добиеш настинка, ќе добиеш. Меѓутоа, полесно ќе ја пребродиш. Така и ова. Значи, не да се заштитат 100%, меѓутоа и да дојде некоја инфекција, некоја зараза, да се полесно надмени таа болест. Колкаво е време траењето на заштита од вакцината? Па се зависи, има разни, нели, оние во детски период што се примат, нели, има вакцинација, прва, втора, трета, ревакцинација, после, нели... Добро, мислев, на оние болести најчесто постојат мутации на одредени вируси и болести, па повторно може да се јави. Да. Меѓутоа, овие што се во детски период, тие ги даваат, нели, по тој календар на имунизација, и тие се така одредени за да може да го заштитат младиот организам кој еве влегува
сега почнуваат многу рано дојдат во школа, во градинки, значи се соочува со многу рано, со за разлика од минатото. повеќе изложен на инфекции, на зарази, затоа и се заштитуваат, нели? Така да кој ти ги прележи тие што викаме детски болести, веќе здрав, ојачан и пуштен во живот, нели? Многумина сметаат дека причина за болестите во минатото може да се напие вода. Секако се разбира, повелете. А цело време збориме дека стресот и одморот треба. Не понесе обширниот разговор и обширната тема. Медицината е обширна тема. Се разбира. Многумина сметаат дека болестите во историјата биле предизвикани од нехигиената, која што сега е на повисоко ниво и поради тоа не сакаат своите деца да ги вакцинираат од одредени вакцини. Може би не од сите. Меѓутоа не го земаат во предвид, не ги земаат во предвид оние осцилации на болестите како туберкулозата и слично. Значи, тој е апсурд. Значи, сега повторно имаме наезда на некоја туберкулоза која е многу по-лоша, би рекол, по-опасна. Пошто веќе не делуваат овие лекови. Значи, мора да се најдат нови лекови, за да може да делуваат. Значи, стално треба да сме во потрага по промени. Зашто и реков во почетокот и самиот вирус или самата болест се адаптира, се менува за да може да обстане. Така да за некои болести можеме радикално и да ги излечиме, меѓутоа некои стално се повтараат. А тоа за без разлика во какво хигиенско општество живееме, значи секогаш има инфекции. Значи не може да не стане постапено звоно, така? Зашто за да живееме мораме да се храниме, а тоа што ќе го внесиме, тоа може да е токсицирано, така заразно и така да секогаш не може да речеш, јас живеам во таква средина, во град, во најурбана средина, кај што има се овона, и нема сега да се вакцинирам. Да, меѓутоа, твоето дете учи или работи или се контактира со те. Така, медицината не препорачува на детето да расте и да се чува во стаклено звоно. Потребно е интеракција и за да се создаде имунитет, токму на такви услови имунитет. Значи не постои такви услови кај што не треба да се прима вакцина. Не постои такви услови. Така. Што се случува со употребата на пеницилинот? Пред неколку години имаше полемики. Жал ми е што не го употребуваме. Значи многу болести би запреле на почетокот на разболувањето, отколку сега вака. Вака сите се плашат, пак ќе кажам, дали од изјавите на покомпетентни, да кажеме, од специјалисти, од професори, меѓутоа пеницилинот беше најдобар лек. Ама сега од која природа, зашто реков, може да добиеш алергиска реакција и после 5000-та инекција, така? Така, како и на секој лек. Меѓутоа не можеш да го елиминираш лекот како лек, а така добар. Затоа може да и не си дешаваат вакви работи, нели? Било кој друг лек не е тоа што треба се ефикасен, колку пеницилинот, познавајќи ги неговите својства како а поготово за тунзили, за горни респираторни патишта и за долни. Исклучително ефикасен. Ама тоа е тоа. Так. Сега амбулантите нели се приватни, сите се пашат, па што па јас, од друга страна нели има доста кои така. Може би и од преголемата фама која се кренала околу лекот, инаку исклучителен лек. Иначе е многу добар лек. Ама тоа е тоа. И на почетокот од емисијата спомнав дека статистиките покажуваат најмногу боледувања се издаваат од службата за општа медицина за болестите на респираторниот систем, болести на мускулоскелетниот систем и повреди.
Како е кај вас случајот? Ај вака да кажам. Значи, лошо прават пациентите, што го пие лекот, рецимо, антибиотик, која ќе ординираме некој антибиотик, не ја пијат дозата. А после третиот, четвртиот ќе му помени. Прекинува, и онда нема упорност, нема дисциплина. Едно-две капсули му остануваат. И се што прави? Може да повторно ќе се разболи затоа што некој допил тие, него до излечил тоа. И сега кога повторно ќе за една недела, кога повторно ќе му се јават симптомите, па ова исто ќе си наставам. Ова не е ќе си наставам. Значи терапија антибиотска мора 5 до 7 дена да трае. Ако сакаме да го излечиме тоа што треба, нели? Ако прекинеме после третата капсула или третото апче, тогаш му правиме лошо на самиот организам. Тој е добар, ќе се избори малце, меѓутоа тие преостанати бактерии или вируси одма го менуваат кодот нивни и се научуваат на тој антибиотик. И тоа е храна. И за ти кога повторно ќе тие не уништените, нели, бацили почнуваат да делуваат, ние пак се разболуваме, меѓутоа веќе другиот преостанатиот антибиотик што ни е останал му доаѓа како храна. И сега место да го уништи, тој го храни. И се вика, пиев, се полошо ми него, значи треба во право време да пие, затоа велам треба да се консултира со ај се да не речем матично, со лекар, нели? Да се консултира со лекар. Зашто не е исто да почне на време, кога треба да почне. Да или пред време, ми затече носот да е антибиотик. Значи, за едно цурење нос, од која природа не знам, значи може и од разна природа да ти затече носот, нели? Или да се накашлаш. Тоа е одбремен рефлекс на организмот. И се ти немеш, јас се накашлав, одма антибиотик да земам. Значи, го нарушуваш, одма му ослабува имунитетот, зашто антибиотикот, уништувајќи ги патогените бактерии, го ослабува и имунитетот на организмот. И организмот, и тој не може да се бори кога бил здрав, така? И сега вика, како? Ја почна да пијам пред 10 дена, ја испив една доза веќе, па дојдев овде, не ми помина. Кога почна да пиеш? Па кога ми затече носот. Зашто не се консултира? Имаш телефонски број, имаш ова, имаш ова. Прашај ако ништо друго. Значи, не дека јас нема да ти дам антибиотик. Ке ти дам, ама ке ти дам на време и кога треба. А не ти, порано си почна да пиеш, се испил една доза и сега не ти прошла. Тоа е најважниот момент на време и кога треба да се земе антибиотикот. Значи, се што ова и ова, велам, достапни сме 24 сати. Може да се јави, може да праша, може сега има контактни емисии, има дежурни телефони, има се. Се разбира. Така да би требало да совест, професионалност, позитивна енергија, достапност за секој пациент, има секако свој фидбек. Оценувањето на лекарите во некои западни европски земји е пракса и на балканските, не само овде, и може да го направи секој пациент преку порталите кои се достапни постојано. Кај нас малку не е толку изразено за матичните лекари. Што мислите? Знаете што, пациентот сака да му се посвети внимание, јас сум за да му се посвети внимание. Меѓутоа, самите пациенти не си дозволуваат да им се посвети внимание. Јас имам, рецимо, пациент, влегува. Некому му треба 5 минути, дели, да разговара со мене или да добие таа информација што треба, некому треба 15 минути, некому пола час. Меѓутоа, тие се нестрпливи, реков, нервозни, па што е ова, па не се ме дојде на разговор, па некому и разговорот му е лек. Значи не треба јас да го трујам со лекови, што да боли глава, ова пи. Што да боли ова, не е тоа. Тоа не е медицина за мене. И сега кога ќе им кажам, па ти види одма се љутам. Не се љутам. Него не му дозволуваш на себе не си дозволуваш. Значи ти сам не се цениш, како ќе ме цениш мене? Значи ти кога ќе влезеш, сакаш да бидеш изслушан, сакаш да бидеш прегледан, сакаш да ти се измери притисок, сакаш да те преслушам. Кај можам тоа во 5 минути? Значи мора да оставиш простор за таква работа. Значи самите пациенти треба малце, за тоа велам. Ние сме некоја нервозна нација, не знам што да кажам. Ако ништо друго, да му се
нели? Да му уври козата на комшијата, да не стара поговорка, нели? Менталитетот ни е таков. Мада јас сум добил, нели, и поволни овакви подходи во тоа. Така да мислам да благодаря некои пациенти, да не го понесам тоа. Кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат лекарите по општа пракса, специјалисти по општа медицина? Значи, кога пациентите би биле порелаксирани, поопуштени, кај доктор се иде да се излечиш, а не да повеќе да се разболиш. Ако тој доаѓа со нервоза и тука уште поише исполува нервозата и надвор у чекална ќе се изнервира, ќе дојди нервозен кај мене, како ќе му мерам притисак, а се изнервира. И кај се изнервира, сега ми се крена притисакот, па ќе се крени. Ај се уште пола сат или 15 минути седи надвор да ти спами, да ти се... Значи, сега маци да бидат порелаксирани кога доаѓаат на доктор, зашто докторот не може, не е оджат од битола, нели? Ипак треба да го прегледа за да го спостави диагноза, нели? Така, и често се случува забуна кога треба да се оди кај матичен лекар за упат да се побара, кога не треба, токму од... Самиот матичен знае кога да го упати, ако треба да го упати. Значи, не можам за некои банални работи или некои работи кои јас можам да ги, нели, санирам, средам, да го упатам. Тогаш ќе се нервира тој затоа што не можам термин да му најдам, ќе се нервира што сака таму, а не може. Значи, некои работи не може, не можеме и да скакаме две скали. Скала по скала треба да се иде. Значи, не можам јас директно да го испатам кај што... Да нема недоразбирање околу термините исто така. Тоа е многу добро определено со овој мој термин ово. Меѓутоа луѓето како да ги убедам дека не можам јас тоа да го направам. Дека мора да помени некој пат. Ама луѓето дали од порано се научени така, а јас го познавам, јас одам таму. Ами ти го познаваш. Тој може да се прегледа ако ти е добар пријател или другар и слично така. Меѓутоа да се спроведе целокупно преглед, нели, за да добијам ја фидбек, да ми се врати извештај, за да можам јас да ти препишам лекови, не може, ама ми рече. Мисле, кој му рекол, што му рекол? Значи, све тоа на... Значи, постои закони, постои процедура. Се работи на тоа, имплементацијата на европските регулативи. Сега, вака да кажем, помладите се по-ревностни за таа работа. Значи, знае, ке оти на лекар, треба да добие од мене упат, треба да се чека, ке се почека, ке треба да закажеме, ке закажеме. Јас дори мислам во суштен, нели, ми оставам телефонски броеви, па ја погушавам, нели, ако треба да се начека некој термин кај некој доктор, нели, нема по месеци, па некој ќе се откажи, па овој ќе го на, фала докторе, имаме такви работи. Меѓутоа, поише се среќам со ова, што како нема термин, од кај нема термин. Ај видиме за мај. Абе, чекај, нема уште истакнато за мај. Не може, дали сега, не знам што да речам, дали луѓе многу е важна соработката и разбирањето. Имплементацијата на европските регулативи се рефлектира позитивно во здравствениот систем во Македонија, меѓутоа ете битна е свесноста на пациентот, совесноста. Ние се уште сме мали, додека пораснеме. За тоа ќе трае. Така, бидејќи долги години работите како лекар по општа медицина, дали свесноста на граѓаните со текот на годините расте за своето здравје или спротивното? Па мислам дека расте, ама велам се чекат генерациите кои стварно поштуваат доктор и таа сама, нели, професија. Затоа што не е докторот само која ти треба брзо докторе, ти и Господ. А до тогаш, ако не ми дадеш, ке те сменам. Свегаш? Мислам, јесна е демократија, меѓутоа треба ипак да се поштува. Така. Секако заеднички успех здравјето и на вас како лекар и на пациентот. И вашите препораки во овој пролетен период се, како што кажавме, здрава исхрана, да не се живее толку брзо темпо на живење и соработка. И слушайте си го матичниот лекар. Словајте од матичниот лекар. За ваше добро, разбира се. Секако. Докторе Трповски, јас ви благодарам што одвоивте време да бидете дел во нашата вечерашна емисија. Благодарам и на вас на повикот. Благодарам.
Почитувани, тука е крајот на вечерашната емисија Ви и вашето здравје. Споделивме корисни совети. Гледајте ги репризите, ви посакувам да останете во добро здравје. Имајте пријатна вечер. Кога реприза така може да знам?